Дали знаете дека на 25. мај 1888 година за прв пат Скопје се појавува на насловна страница на еден европски весник? Всушност, повод било пуштањето на железничката линија Скопје-Ниш, која спојувала Вардарската железничка линија Скопје-Солун, направена во 1873 година. Со тоа се исполнил сонот на османлискиот султан Абдул Хамид II да се овозможи секој европеец преку Виена да може да патува до Истанбул со воз. Старата железничка станица во Скопје е изградена од германски инженери во 1873 година и постепено се проширувала за да ги обслужи се поголемиот број на патници. На насловната страница на унгарскиот весник Шорерс Фамилиенблат во 1888 година биле представени два цртежа од Солун и еден цртеж од Скопје, на кој се гледа калето и куќите од малото под него. На задната страница на весникот има куст текст во кој новинарот го опишува патувањето од Ниш кон Солун. Оригиналните скици се нацртани од автор кој се потпишал како Петровиќ, а подоцна се обработени во финална илустрација од страна на австриецот Вилхелм Гаус. Дали знаете дека неколку дена по новата 1945 година во Скопје излезе првиот број на првото детско списание на македонски јазик во Слободна Македонија со наслов Пионер. Неговите први уредници беа познатиот македонски писател Славко Јаневски и професорот Јонче Јосифовски.